Ѓоко Ѓоргиев од 2-годишна возраст, заедно со својата самохрана мајка живеел под кирии и се борел за опстанок. Може би тешкиот почеток на животот ќе го направи голем борец и вреден човек кој во секоја работа ќе гледа прилика за заработка. Пред 10 години ја пронаоѓа и својата љубов, младата Христина од Прилеп, со која создава семејство и денес имаат 3 дечиња – Дамјан, Матеј и Клаудија. Почетокот на заедничкиот живот не им бил ни малку лесен, имајќи во предвид дека во првиот момент живеат под кирија, а Ѓоко нема постојана работа. Работел и по неколку работи, само на семејството ништо да не му фали. Голема среќа за ова семејство пред година и половина бил инстант лозот кој сопругата на Ѓоко го изгребала и клучевите од новиот автомобил кој ги здогледале на гребката, мислеле дека ќе им го сменат животот на подобро. Но од таа голема среќа, за кратко ќе произлезе неочекувана несреќа. Иако Ѓоко се обидел на различни начини со парите од продажбата на добиениот автомобил да започне бизнис, па дури да замине и во Швајцарија по аплицирање за швајцарска виза, само што помислиле дека дошол моментот да заработат за поубав живот и нов дом, утрото на 4 октомври минатата година, Ѓоко додека бил на работен ангажман во Брисел, ослепел и не можел да ја види светлината на денот. Тоа утро тој го губи видот и веднаш го прогласуваат за неспособен за работа и го враќаат во Македонија. Од тој момент започнува голготата на ова семејство. А капак на таа несреќа е што и на Христина и била откриена суспектна состојба на дојки и на 15 декември била оперирана. Наскоро можеби ја чека уште една операција. Преку ноќ од големи надежи ова семејство станува безпомошно. Тука се и потребите на 3 дечиња, храна, облека, училишен материјал. Но најпотребно е делување на здравствениот проблем на Ѓоко во соодветна клиника во странство, кои би спасиле барем дел од неговиот вид. Потребен е и нов дом за ова младо семејство, кое со наша помош може да се издигне на парчето земја која дедото на Ѓоко му ја подарува во Скопско и Дризово. Соништата на Ѓоко и Христина останаа недосонувани, а мирот, светлината и своите дечиња тој може да ги здогледа само доколку сега и им подадеме рака. Тешкиот живот на Ѓоко се препознава уште од самото негово раѓање, зошто уште како бебе тој со својата мајка бил на улица, под кирии и во борба за опстанок. Што се случи во детството, кога уште пред да формираш семејство, останавте буквално на улица со мајката? Јас сум роден во Капиштец. Живеалиштето било на деда ми и баба ми, родителите на татко ми. Меѓутоа, Го изгубивте? Па, малку ми е тешко. Бидејќи истото ми се дешава, нели, јас да немам живеалиште за моите деца. Дополнителен проблем е и тоа што немате живеалиште, немате свој собствен дом. Така е. С оглед на тоа дека го губите станот кога сте биле дете и кога сте ја земале сопругата за жена, веднаш живеете под кирија. Да. И може ли тоа некако да се реши? Јас сум од моја 2-годишна возраст под кирија, 20 години, татко ми и мајка ми беа разведени. Од кој можам да кажам, нели, поради тие имотно-правни односи, го губи станот. Ѓоко сиот живот се труди и вредно работел повеќе работи, трудејќи се да обезбеди леп и средства за кирија за семејството и за 3 дечиња. Но пред година и половина среќата за прв пат им се насмевнала и тој со сопругата која имала силна интуиција добиле автомобил од гребка Инстант Лос. Иако немале автомобил, тие после 1 месец одлучиле да го продадат автомобилот за да можат да платат за останати сметки и да започнат нова фаза во животот. Ѓоко дури инвестирал и во швајцарска виза со тенденција да вози камион за швајцарска компанија, а со заработените пари да обезбеди дом за фамилијата. И само 3 недели по заминувањето во Швајцарија, неговите надежи за поубав живот една темна ноќ под белгиското небо се претвораат во пекол.
Ѓоко на 4 октомври 2024 година поради инфекција во очите го губи видот и станува неработоспособен. До скоро време беше во работен однос и добро заработуваш. Да, така е. Што се случи? Најпрво, кога почнав да работам, возев такси, после тоа ми се отвори можност да возам комби или помал камион во Швајцарија. Заработував добро и тука имам работно искуство доста, меѓутоа преку ноќ се деси да го изгубам окото. И од тогаш животот ми е многу тежок. Немаше ни еден месец како работев, јас сакав да работам таму. Визата ми трае 1 година со цел, нели, да купам земјиште, да направам дом за децата. Но ете, бев спречен од видот. Таму заработував некаде приближно 2000 евра од месец, но не успев тие 2000 евра да ги донесам како чисти пари дома. Кумот дојде на кафе заедно со сопругата негова, што живеат заедно. Ни кажа: Кристина, имам изненадување за вас, вика, сакаме да ве носиме во Дојран за годишнина. Појдовме другиот ден со кумовите, земнавме за Дојран, но сопругот му кажував дека, ми кажа сопругот сака да седи повеќе време, но ја му кажав ако сакаш, викам, од дел од парите дај ми, доки 1000-2000 денари, викам, другите задржи си ги, остани си тука, заради тоа што, викам, ја ќе дојдам со нов джип, пошто имав премногу големо чувство и баш знаев дека ќе го добијам. 6 август вечерта, мојата сопруга Христина сакаше да се вратиме, бидејќи не и се седало и имаше некое пречувство дека ќе имаме некоја добивка, некоја среќа. Сопругот ми рече: Кристина, штом си решила, ќе се вратиме сите, фамилиарно, вика, за Скопје. Ние се вративме вечерта за Скопје, утре дента со сопругот бивме да пазариме за дома. Идеме на пазарување, поминуваме покрај Тобако и Лијана и земавме од кај него 2 грепки од државна лотарија. Тогаш јас возев во такси камео. Сабајлето беше да разговара и му дадо колата да почне да вози камео. И му викам на сопруг: онака, викам, штом имаш возила, да не плеќам такси до дома, полни торби, да не дигам толку многу тешко. Влегуваме во кола, да ги изгребеме грепките и сопругата најнаш почна да вика внатре во возилото: джипот. Од тука на сопруга почнав да викам: джипот, го изгребав джипот. И само ми ја покажа грепката и не знам, имавме некоја возбуда како и сега. И после тоа, нели, се јавивме на мајка ми, на сестрите, кажавме. Другиот ден кога ни го доделија джипот со сопругот, свекрва имаше многу долгови, кон брзи кредити, извршители, дојде, закаснувавме со кирија, струјата веќе ни се собра нови сметки, почнува деца ко деца си барат, да имат дома за јадење. И со сопругот викам, пошто немаме доволно, викам, пари за да купиме куќа, барем да го дадеме да ја помогнеме на мајката со кредити, со извршители и да имаме за дома за децата. Пресели се од едно место на друго, земи кредит, рефинансирај кредит. А многу пати земавме и брзи кредити и само ни течеа камати. И решивме
да го продадеме джипот и да ги подмириме сите кредити што ги имавме, нели, за да можеш да живееш мирно. Меѓутоа, мене ми останаа пари и јас од продажбата ги затворивме тие кредити што беа на мајка ми име. Земав шлеп возила, камионче, мислејќи дека ќе можам да работам, дека нели од ден за ден да заработуваме, да тргаме пари на страна. Имав дефект после месец дена на тоа камионче, кое не ми се исплатеше да го правам, бидејќи и беше со година старо. А веќе не ни можев да, бидејќи нели расипано, не ни можев да го продадам за да можам да земам нешто друго за да работам. Го дадовме како за стари делови. Јас бев на ендокринологија, бидејќи сум диабетичар. Таму седев 10 дена, морав да платам таму, лекови морав да купувам. Синчето, качувајќи се на столче, падна, не знам, јас тогаш бев на работа, ја исекло ногата, стапалото, најстариот син Дамјан, и морав да платам лекување за него. Нели, струјата мораш да ја платиш, киријата мораш да ја платиш. Некаде имаме каснето, па што не имаат исклучувано од Тевана, мораш да ги платиш сите сметки. Некогаш доаѓало и по 20, по 30 илјади да мораме да платиме наеднаш. Замина со убави надежи во Брисел, Белгија. Да. Сакајќи уште повеќе да придонесеш, ако ништо друго, и да заработиш за куќа, бидејќи живеете под кирија. Да, таков ми беше планот. Имам виза, сакам визата, нели, да искористам максимално, но не знам од која причина го изгубив окото и не ми е дозволено тоа. Си легнав најнормално, немав никаква болка. Сабајлето кога станав, десното око беше затемнето, црно. Дознав кога Ѓуко ми се јави на мобилен и ми каже дека веќе не гледа. Тој период беше тежок, ама моравме се бориме. Се што имавме дома, што ни вредеше, го дадовме за да го спасиме него. Во меѓувреме, со погрешна терапија, од болница дадена, Ѓуко почнал рани во самите очи да се проширува и да се создава поголеми. Од тогаш, кога се вратив на 4 октомври, бе во Систина, каде докторите ми рекоа дека не можам да работам повеќе. Ама си работоспособен. Да. Од здраво момче, работоспособно преку ноќ стануваш неработоспособен и во неможност да гледаш фамилијата. Не можам, бидејќи што се вика до вчера сум заработувал и сега наеднаш губиш нешто што е вредно за работа. Имам 3 дечиња, од кои Дамјан, најстариот син, сега е второ деление, можам да кажам дека за негови години ја сакам математиката. Пробуваме да решаваме задачи, меѓутоа јас не можам да видам. Ништо е напишано, ниту да му помогнам, ниту што се вика да повежбаме, да му напишам некоја реченица за или да ја прочитам. Тешко ти е што не можеш да им помогнеш на децата во учењето. Многу ми е тешко. Не можеш ниту да ги однесеш до училиште, ниту да ги земеш. Не можам. Не можам.
Ѓоко веднаш се враќа во Македонија и започнува голготата, негова и на неговото семејство. Освен тоа што тој се бори за да го поврати својот вид, и на Христина, неговата сопруга, и дијагностицираат промени на дојка. На 15 декември и бил извршен оперативен зафат и отстранет мал дел и испратен на биопсија. И покрај се, таа секој ден се грижи за децата, ги носи на училиште и се надева на чудо. Таа да оздрави, на Ѓоко да му се врати видот и да имаат макар 2 своји соби за живеење во градежната парцела во Идризово, која им ја подарува дедото на Ѓоко. Сопругата и она се направена операција од 15 декември и за нејзи чекаме резултати од биопсија. И она не може, меѓутоа, па ќе кажам, она е малце посилна од мене, похрабра е. Што му се случи на тато? Очите бореса. Со Ѓоко малку застанаме со лекувањето заради тоа што кај мене почна ситуацијата се влошува за многу кратко. Оперирана сум на 13 декември. Во меѓувреме се чека биопсијата да стаса. Ново се формира ново внатрешно. Тумор? Тумор. Да. Само што докторот каже, ја бев на контрола, ми каже дека мора да се чека резултатот од биопсијата и заради тоа што не може да се интервира уште една операција, пошто многу блиску сме со операциите. И она нели има рана на неза. А сепак се бори за нив. Јас сум се борел за да им донесам, да имат што да јадат. А она се бори за да ги однесе, да бидат школувани, да не губат настава. Ја морам да се борам за тие деца, да ги обезбедам со дом. И покрај тоа што оперирана, морам да ги носам во школа, да не изостануваат од училиште. Прво ќе гледаме Ѓоко да го надам, а со мене што треба ќе направам се што можам. И од сопруго лекарствата не се ефтини. Што е дадов сушарата, барем тие ни од крв што му ваде, од негова крв ДНК што му онаде седативи серуми, барем ги ставивме овај месец, а за понатаму не знаеме. Значи мајка ми, ние сме овдека под кирија, мајка ми ги подмирува трошоците за киријата и нешто што ја останува од платата, нели ќе купи за јадење. Во повеќе наврати братучет не има донесено, да не претерам, овие 4 месеци, а мислам дека 90% од храната што ни ја носи он, преживуваме од него. Воспротивно? Ќе бидете на лепи вода? Немам од каде. Да ви кажам отворено, пак со децава занимација ми поминува времето, да не мислам, да не се предавам, макар што и на Ѓоко му е најтешко, што Ѓоко веќе почна психички да паѓа. Макар и со јас што викам цело време биди силен, да не се откажува, пошто на тие 3 деца му треба мајка, татко, здрави, силни, што треба да му покажиме дека треба силно стоиме на свој нозе, да не се откажуваме од болести. Има ли опција за некакво решение, за да може да имате барем 2 своји соби за децата, за вас? Имам на мајка ми, татко и, значи дедо ми, кој што ми дава земјиште во дворното, негово земјиште во куќата, во Идризово, кај што живеат, позади неговата куќа, ми дава плат. Меѓутоа јас не сум моќен да направам ништо на тој плат. Кога би имале било каква помош, би можело ли да се направи таму нешто? Би може. Ама во меѓувреме морам да ги сместам децата да си имат барем своја куќа, да ми се помогне да се изгради, пошто место ни дава на сопругот дедо му,
Ама финансиски сме ние многу исцрпени, што не можеме да си дозволиме. Па ги замолувам сите кои сака да ни помогне. Барем не мора многу, барем 2 соби кои не купатило, барем нешто се направи да се помогне. Да имам децата каде што да ги сместам на сигурно, да не бркат никој. Да не, барем тие пари што моментално ги даваме да можеме барем лекувањата да ги покриеме. Разговарав со дедо ми дозволува. Разговарав со војковците, бидејќи они се дедо ми имал уште 20 браќа и 3 сестри. И сите, нели, старите што се починати, нивните деца мене ми дозволуваат, бидејќи тоа се уште нема физичка делба, меѓутоа ми дозволуваат за градење и ми дозволуваат тоа парче земја да се префали на моје име или нели на име на мајка ми и да не биде предмет на физичка делба помеѓу нив. Пошто свекрва ми не може се наплата све да постигнете, жена во години. И моите се исцрпени целосно со финансиски. Од една страна, и роден дел вчера на керката ми беше, што барем, пошто кога ми попара тортичка мала да купам, а немам пари, ми беше тука најтешко. Пошто никош не сум славела ја роден дел. И барем лекувањето сега за се го плативме на сопругот и едно малечко ролаче од 70 денари го купивме, па така и ја поминавме. Раната не е зарасната, дојде до инфекција со лекови, во рок од 2 месеци, 15 антибиотици пиев, башка и други лекарства, што моите финансиски многу се исцрпени, што не можат и мене да ми помагаат. Што за тебе представува собствен дом? Кога би го здоблирала со своји очи домот? За мене че представува кога знам дека нема никој да ми иди, да ми тропа на врата, да ме брка, дека нема да стравувам, дека нема да имам овај месец кирија да платам со тие пари што давам и кирија, че заштедам за моите деца, што може да си носат новија облека, кондури, таква работа. Знам дека ќе бидат задоволни, дека нема бида подценувани од другите другарчиња. Значи, многу во животот би ми значело. А најмногу заради тоа што знам дека нема да има пресилен, да знам дека треба пак да креваш тешко, да носиш 3 деца со тебе. Многу е тежок животот под кирија кога си. Болеста на Христина, губењето на видот на Ѓоко, кириите, невработеноста и беспарицата го туркаат ова семејство во бездна секој ден се повеќе и повеќе. Па тие, иако не верувале дека еден ден ќе западнат во ситуација да бараат помош, замолуваат гласно. Помогнете ни, сега ни е најтешката фаза за да застанеме на нозе и да ги одгледаме дечињата, а потоа ветуваме и ние ќе помогнеме таму каде е најпотребно. Кога ти би бил најсреќен, Ѓоко? Кога, мата ми е тешко, ама па ќе кажам пред себе, мене ми се моите деца. Да имаат живеалиште. И нормално, да можам да гледам, да придонесувам. Нели, ако се пружи можност, да помагам. Бидејќи сите сме, што се вика, живи луѓе и реално е да си помогнеме. Имате некоја надеж? Да, надеж за сопругот, барем видот да му се врати, нешто пак да се крениме. По-друго е кога него видот ќе му се врати своја куќа, барем нешто да имаме, по-друго е. Ќе почне да си работи сопругот, па со тек на време ја ќе побарам работа, децата ќе си пораснат, што мора да се издржи. Овој период и понатаму знаеме дека се најтешки за сите. Ама мораме, друго излез немаме ние. Значи сум помагал, може не сум можел да помогнам финансиски,
но ќе сум отишол, ќе сум завршил некоја врска, ќе сум сработил некоја работа. Нели не е се во парите, не сум наплаќал. Меѓутоа дека јас ќе дојде ред да побарам помош, не сум верувал. Веруваш во ето твоето лекување, исцелување, во хуманоста на народот? Верувам, знам дека има хуман народ. Знам дека има доста луѓе на кои ми е помогнато. Но ете, јас што се вика, моментално не можам да ја видам ни светлината, а не можам ниту да направам нешто. Добар ден, почитувани гледачи на Срце на дланка. И денес од студиото на хотелот Лимак ќе имам одличен соговорник кој што навистина имаш со што да се пофалиш, што да каже и како поединец, но и како тимски работник знае да помогне и во нашата емисија, поточно на сториите кои што се емитуваат во Срце на дланка. Обично се вели дека добрината е најубавата облека што можеме да облечеме како луѓе. Токму со една таква карактерна особина се краси и нашиот денешен гостин, кој што е главен на општината Газибава, господинот Буби Стевковски. Добар ден, добро дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на емисијата Срце на дланка. Да, знам дека ја знаете, веќе пета сезона се емитува на фреквенцијата на Алфа телевизија и на нашиот YouTube канал, но верувам и тоа дека со драго срце, бидејќи после секоја приказна сторија, вистинска сторија, која што се емитувала на Срце на дланка, а била во рамки на општината Газибава, веднаш вашите соработници се јавуваат, па и вие дори директно на терен одите до семејството и помагате на начин на кој што треба да се помогне со храна, со топла облека и слично. Како што кажав, хуманоста е дел од вашата карактерна, од вашиот карактер. Токму така, кога добив довербата да бидам градоначелник на општина Газибава, тоа представуваше за мене голема чест, но уште поголема одговорност. Газибава е една од најголемите скопски општини по територија, но и по бројност на жители, и навистина одговорноста да се менаџира на таква општина е голема и нормално се биде прв, би рекол, помеѓу еднаквите. Секојдневно ние се соочуваме со одредени човечки судбини на кои што како лица треба да им подадеме рака и да им помогнеме во она што животот им го налага како некој сериозен предизвик. До сега сме помогнале на многу случаеви, вклучително и на дел од вашите стории што биле во вашата емисија, по контакти добиени од ваша страна, сме направиле поста на тие семејства и сме излегле во предсет на тоа што го бараат. Би рекол, дел од тие случаеви ги објавуваме јавно, не со цел да се пофалиме, туку да мотивираме повеќе луѓе да бидат хумани, бидејќи навистина чувството да се биде хуман човек е навистина прекрасно. Јас тоа го сваќам како една обврска, би рекол, хуманоста сваќам како една обврска, да се подаде рака на оној човек или на оној граѓанин на кој што таа му е најпотребна. Дали статистички знаете колку семејства има од социјален ризик во рамки на општината Газибава? Точната бројка не ја знам, нормално тие податоци ги има Министерството за труд и социјална политика и Центарот за социјални работи на градот Скопје, меѓутоа имаме тесна соработка со нив и заедно со представници од Црвениот крст и со други хуманитарни организации континуирано вршиме поддршка на лицата кои што се во социјален ризик. Јас само ќе споменам неколку стории на кои што вие помогнавте, а сигурно и ќе се сетите. Тоа беше ситуацијата на мајката која живееше сама со дечиња во поранишниот дел на македонски фолклор, мислам беше, која што живееше во страшни услови и веднаш по емитувањето на емисијата, мислам дека се уште не беше отидена емисијата, нејзиниот татко почина. Веднаш, иако во викенд, вие по емитувањето, кога ја видовте сторијата, па дури и кога ја видовте најавата за емисијата, се јави вашиот прв соработник и ни рече:
која адресата сакаме да помогнеме како општина. Се сеќавате? Се сеќавам на тој случај. Навистина, благодарение на вас добиваме информации за одредени такви случаеви. Ние сме постојано на терен, навистина имаме мапирано и одредени социјални семејства кои што континуирано, како што споменав, им доставуваме пакети со храна, пакети со хигиенски средства. За жал во периодот во зимскиот период често пати ни се обраќаат граѓаните со поддршка за набавка на огревно дрво и слично, и навистина согласно моите можности како градоначалник, согласно соработката со одредени општествено одговорни компании, би рекол во најголем процент на тие барања им имаме излезено во пресрет. Одлично. Вклучително и нормално случај што го посочивте вие. Да, еден случај кој што не беше така удамна, има една година, младиот Никола, кој што сосема случајно одејќи на стоматолог дозна дека боледува од канцер. Организиравте дури хепенинг, музички хепенинг, за да се соберат средства за тој да замине во Турција на хемотерапија, на лекување. Денес е и ваш соработник. Токму така, кога слушнав за таа судбина што е и тој предизвик кој го имаше Никола тој период, навистина направивме еден тим, една сериозна организација, во која што направивме неколку настани со цел да се обезбеди потребната сума, бидејќи навистина стануваше збор за прилично голема сума, повеќе од 100.000 евра потребни за лекување, 120.000 евра беа потребни за соодветен третман во Република Турција. Во оваа прилика би сакал да се благодарам на сите оние хумани граѓани што се вклучија на таа активност за собирање на средствата. Би рекол, во многу краток период ги собравме средствата. Благодарение на тоа Никола замина на лекување во Турција, кое траеше неколку месеци. Согласно последните информации и последните испитувања кои ги направено во Турција, канцерот на коските скоро и да е исчезнат. Уште на едно место има многу малце зафатено, така да искрено тоа ме радува. Како одговорен пред се човек, овозможив Никола да биде еден од соработниците во општина Газивал, да му пружиме еден светол пат и светол живот, би рекол, за да може да ги реализира своите обврски понатамошно, и еден од моите драги соработници е Никола во рамки на општина Газивал. Да, иако тој не сака многу да се зборува за него, сепак е прескромен, но драго ми е што ете вака заврши неговата сторија, дај Боже сосема да се излечи и да нема потреба веќе да се собираат. Вие дури го испративте и на аеродромот и го пречекавте кога дојде. Токму така. Јас посакувам да биде се најдобро со Никола и нормално, како што посочи, да си ги оствари своите животни цели понатаму. Во рамки на општината правите градинки, реновирате улици, меѓутоа приоритет и на вас како градоначалник ви се децата. Дури за децата од социјален ризик давате бесплатно членство на детето во градинка. Како градоначалник би рекол, секој дете е важно. Спроведуваме еден проект за инклузија на децата роми во детските градинки. Особено сум среќен на тој проект, бидејќи возможуваме децата роми бесплатно да престојуваат во детските градинки. Сметам дека е ова еден многу важен процес за нив, бидејќи ќе можат тие да се социјализираат, да стекнат одредени навики и знаења, за потоа многу полесно да го продолжат својот образовен процес понатаму. Во Газивала овој проект се спроведува во детската градинка 25 мај и во изминативе 3 години се опфатени вкупно 60 дечиња кои што ќе повторам бесплатно престојуваат во детските градинки. И тоа ќе трае се до нивното тргнување во училиште. Во училиште, токму така. Но вие сте и најинклузивна општина. Помагате на децата со посебни потреби. Да, само да се надополнам, покрај тоа што возможуваме бесплатен престој на децата роми во детските градинки, имаме можности за сите семејства што се во социјален ризик, а има деца кои што треба да посетуваат детска градинка, тоа да го прават бесплатно, односно да поднесат барање до градинката и со одлука на управниот одбор, тие се ослободени од плаќање на партиципација и нивните деца престојуваат бесплатно во градинка. Досега имаме такви 34 барања поднесено и на сите 34 барања е позитивно одговорено. Да, ние сме една од најинклузивните општини во Република Македонија. Изминативе 3 години имам добиено повеќе признанија, меѓутоа две ми се би рекол особено драги. Тоа е признанието за хуманост, кој што го добив јас како градоначалник на крајот на минатата година, и оваа година добивме признание дека општина Газивал е најинклузивната општина во Република Македонија.
Тоа пред се должи на напорната работа и реализација на голем број на проекти, активности и програми со цел обезбедување на инклузија во образованието на децата со посебни образовни потреби. Како одговорна локална самоуправа градиме повеќе сензорни соби во повеќе основни училишта, изградиме лифт за дечињата со посебни потребни во основното училиште 25 мај, изградиме специјализирани тоалети за деца со посебни образовни потреби. Училиштето во Хиподром на Силвата е изреновирано комплетно. Има и спортско игралиште. Комплетно има и спортски игралишта и во моментов оваа 2025 година што доаѓа, работиме на проект за изградба на повеќе инклузивни детски игралишта на повеќе локации на територија на општина Газибава. И би рекол дека ние сме една од првите општини во Република Македонија што дава 9-месечна стипендија за талентирани ученици со посебни образовни потреби. Во таа насока ќе продолжиме нормално да реализираме проекти за оваа категорија на наши сограѓани. Газибава е навистина голема општина, постои 48 години, чинам. Да. Толку прославивте на 3 ноември. На 3 ноември прославиме 48 години од своето постоење. Би рекол, како една од најголемите скопски општини си има своји предизвици и своји специфики, меѓутоа со една одговорно работење, со постојана комуникација со граѓаните, буквално ги имаме детектирано проблемите на микрониво и се пристапува кон нивно решавање. Има простор за изградба на социјални згради, станови? За таква иницијатива разговараме со Министерството за транспорт. Ние како општини располагаме со соодветно државно земјиште, согласно плановите на генералниот урбанистички план, ќе видиме дали има можности да се проектираат и изградба на вакви социјални станови во општина Газибава. Верувам дека јас би со задоволство би прифатил реализација на таков проект. Тоа е навистина голема работа и згрижување на многу семејства кои што денес живеат тешко, во иднина да имаат малку поинаков тек во животот. Се согласувам. Така е. Но затоа сте тука секогаш за сториите од срце на дланка, се во надлежност на вашата општина да подадете рака. Верувам дека таа соработка ќе продолжи во иднина, господине. Ви уверувам дека за сите потреби што имаат граѓаните согласно нашите можности секогаш ќе излеземе во пресред. Благодарам. Секогаш треба да сме вак отворени, полни со љубов, полни со почит и разбирање, бидејќи навистина кога ќе подадеме еднаш рака, ќе посакаме постојано да бидеме хумани. Направите го тоа уште денес, покажете ја вашата хуманост и ќе видите дека многу полесно ќе се спиете. Помагајте затоа што нашето малку некому може да значи се. Ѓоко Ѓоргиев од 2-годишна возраст, заедно со својата самохрана мајка, живеел под кирии и се борел за опстанок. Може би тешкиот почеток на животот ќе го направи голем борец и вреден човек кој во секоја работа ќе гледа прилика за заработка. Пред 10 години ја пронаоѓа и својата љубов, младата Христина од Прилеп, со која создава семејство и денес имаат 3 дечиња – Дамјан, Матеј и Клаудија. Почетокот на заедничкиот живот не им бил ни малку лесен, имајќи во предвид дека во првиот момент живеат под кирија, а Ѓоко нема постојана работа. Работел и по неколку работи, само на семејството ништо да не му фали. Голема среќа за ова семејство пред година и половина бил инстант лозот кој сопругата на Ѓоко го изгребала и клучевите од новиот автомобил кој ги здогледале на гребката, мислеле дека ќе им го сменат животот на подобро. Но од таа голема среќа, за кратко ќе произлезе неочекувана несреќа. Иако Ѓоко се обидел на различни начини со парите од продажбата на добиениот автомобил да започне бизнис, па дури да замине и во Швајцарија по аплицирање за швајцарска виза, само што помислиле дека дошол моментот да заработат за поубав живот и нов дом, утрото на 4 октомври минатата година, Ѓоко додека бил на работен ангажман во Брисел, ослепел и не можел да ја види светлината на денот. Преку ноќ се деси да го изгубам окото и од тогаш животот ми е многу тежок. Тоа утро тој го губи видот и веднаш го прогласуваат за неспособен за работа и го враќаат во Македонија. Од тој момент започнува голготата на ова семејство. А капак на таа несреќа е што и на Христина и била откриена суспектна состојба на дојки и на 15 декември била оперирана. Наскоро можеби ја чека уште една операција. Преку ноќ од големи надежи ова семејство станува безпомошно. Тука се и потребите на 3 дечиња, храна, облека, училишен материјал.
но најпотребно е делување на здравствениот проблем на Ѓоко во соодветна клиника во странство, кои би спасиле барем дел од неговиот вид. Потребен е и нов дом за ова младо семејство, кое со наша помош може да се издигне на парчето земја која дедото на Ѓоко му ја подарува во Скопско Идризово. Барем 2 соби кујна и купатило, да имам децата каде што да ги сместам на сигурно, да не бркат никој. Соништата на Ѓоко и Христина останаа недосонувани, а мирот, светлината и своите дечиња тој може да ги здогледа само доколку сега и им подадеме рака.